бидејќи сум работел со историски документи, точно знам колку луѓе доаѓале во архив или на кој начин се интересирале за да се запознаат во детали со, например, да речеме, заседанието на АСНО. Ако вие прашате некого денеска на вашата телевизија, значи да речеме организирате некакво истражување, дали онлайн или со камера на улица, јас ви гарантирам дека 99,9% од испитаните нема да знаат кои луѓе учествувале на заседанието на АСНО, а тоа се смета како основа за формирање на македонската држава. Не е сега за да навредам некого, него едноставно ве уверувам дека историјата во таквите детали, во кои што се обидуваат да навлезат овие две комисии, не ја познаваат граѓаните, ниту пак најверојатно ги интересира, зашто не можеме да ги обвиниме. Едноставно, во животот има кај многу луѓе побитни работи од тоа да навлегуваат во историјата на таков начин. То значи дека таа останува на историчарите, на оние што студираат филозофија и на оние што се занимаваат со хоби да читаат книги од историска содржина, што не би смеело да биде проблем меѓу нашите две држави, за да ние да не можеме да функционираме нормално и да не се приближуваме едни кон други. Оваа комисија, односно овие два тима, гледам дека може само да не закочат и да не оддалечат, што никако не би требало да биде интерес ниту на Македонија, ниту на Бугарија. Се разбира, ние имаме многу заеднички елементи во историјата, кои што би требало да бидат искористени за да бидеме поблиски